Требаше ли воопшто намаса да биде ставен Гоце Делчев? Очигледно дека целта од самиот почеток е токму уривање на основата на македонскиот, пак би кажал условно речено, национален мит или основите на македонската нација. Во основите на македонската нација, ако гледаме од аспект на креирање на некаква историографска шема преку која што граѓаните, односно македонскиот народ во случајов се идентификуваат, двата основни столбови се Крсте Петков Мисирков, односно основата на македонскиот јазик, и македонското револуционерно движење и Гоце Делчев како еден вид на метасимволика која што Гоце Делчев ја проектира сам по себе. Тенденцијата е очигледно во корелација повторно и со договорот со Грција да се териториализира првин, тоа е грчката идеја, да се териториализира македонскиот национален мит и да не ви изненади во иднина, според овој договор, сега извинете малку што отстапувам од договорот со Бугарија и работата на комисијата, дури да претендираат, иако не верувам дека тоа ќе го направат, меѓутоа според договорот имаат основа и да кажат дека Гоце Делчев е грк. Затоа што ние, според она што сме го подпишале во договорот, велиме дека се согласуваме на континуитетот на историјата која што Грција ја гради на оваа територија од антиката па до денес. Значи не се работи само за античка историја, туку се работи и за современа историја или историја која што е поврзана со формирањето на современите нации и држави, процес кој што се случува во 19-тиот век паралелно малку подоцна или малку порано кај сите нации на Балканот, вклучително тука е и македонскиот народ, односно македонскиот конструкцијата на или создавањето на македонскиот национален идентитет, кој што за жал можеби се одвива, односно градењето на македонската нација и консолидацијата во 19-тиот век се одвива малку побавно затоа што немаме институции и немаме државност, но имаме паралелни институции кои што функционираат во рамките на Османлиската империја како пара институции во рамките на македонското револуционерно движење. И тоа обезбедува доволно силна клетка да се создаде првин идејата за територијалноста на македонската нација, а потоа и да се проектира, односно тоа е политичкиот модел на градење на нацијата, а потоа да се проектира и создавање на етничка нација, што можеме многу јасно да го видиме кај Крсте Петков Мисирков, иако институциите со полн капацитет мораме да признаеме дека се формираат дури средината на втората, односно средината на 20-тиот век, значи следниот век. Паралелно мораме да ги проследиме и другите нации и држави и нивното формирање и морам веднаш да кажам дека терминот бугарски нема исто значење во период од 60 на 70 години, можеби во 3 големи етапи го менува своето значење. Значи терминот бугарски, условно кажано, е производ на некакви руски проекции на Балканот за формирање на панславистичка нација по пропаѓањето на грчкиот проект и идејата за создавање на панправославен проект на Балканот, тоа е веќе крајот, се уште националната идеологија не е расширена, крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, со создавањето на грчката нација држава, веќе Русија настојува да формира нова држава која што се базира на славистички елементи. Тука Србија е некаков исклучок затоа што српскиот идентитет се формира многу подоцна од формирањето на основата на државноста, која што била во рамките на империјата, нели, се до прогласувањето на независноста. Значи, средината на 19-тиот век бугарски значи буквално словенски. Кон крајот на 19-тиот век, тука можете да видите кај, предпоставувам дека е познат Дечев, например, We the Bulgarians, тоа е издание на ЦЕУ и КАС од Будимпешта, се проектира бугарски идентитет кој што се базира на расните теории. Тогаш тие теории биле популарни под влијание на Гобино, нели, 1885 година и во времето на Стамболов, кога имаме некакво политичко зближување особено со Германија во тој период, се создава идејата за формирање на силна етнички изградена бугарска нација. Но тој модел не може дословно да се проектира во Македонија. Не велам дека немало поединци кои што се идентификувале како бугари, па дури можеби во етничка смисла, но најголемиот дел од членовите на македонското револуционерно движење се врзуваат за идејата за самостојна Македонија. А таа идеја неминовно проектира создавање на посебен национален идентитет. И можете да видите на
например, во Стамболовштината во Македонија, кај Петар Попарсов, како се судираат тие два концепти и како се создава посебна перцепција за градење на различна судбина пред се и различен вид на солидарност во Македонија и во Бугарија. Ова само се интензивира во периодите кои што доаѓаат понатаму. Значи, веќе во овој период ние можеме да зборуваме за создавање на силен протомакедонски, дури и можеме да кажеме идентитет кој што оди кон создавање на втемелен етнички идентитет, додека Бугарија веќе нормално има институции заедно со Грција, може тој идентитет да го проектира во Македонија. И, например, се прави голема конфузија кога црковниот идентитет се изедначува со етничкиот идентитет, што апсолутно не е предмет на еквиваленција. Знаеме дека изборот е патриаршија или екзархија, српската пропаганда доаѓа малку подоцна и се разбира тука се протестантските и католичките мисионери кои што создаваат некако вид на други алтернативни цркви и сега припадноста кон екзархијата по дефолт значи дека луѓето имаат изградено бугарски етнички идентитет што апсолутно не одговара на вистината, истото како што припадноста кон патриаршијата не одговара на современиот грчки идентитет, затоа што тогаш тие биле попишувани во официјалните дефтери како Рум Милет, денеска Рум Милет се преведува како грчки Милет, што тотално не соодветствува со современата грчка нација држава, односно современиот грчки идентитет и слично и за бугарите. Добро беше ова